Почитувани гледачи, добродојавте во новото издание на емисијата во ординација. Оваа ординација започнуваме со информацијата дека во Струмичкиот микрорегион заврши теренската вакцинација. Каков беше одзивот и кои пациенти беа вакцинирани и со кои вакцини од следниот прилог. Заврши теренската вакцинација во Струмичкиот микрорегион. 7430 вакцини Синовак биле аплицирани на лица од населените места кои поради одредени причини не можеле да се појават на вакциналниот пункт во Струмица. Лекарите кои секојдневно беа на терен велат дека целосно се вакцинирани 2913 лица, додека пак 1604 лица чекаат ревакцинација. На 22 септември заврши теренската вакцинација во Струмичкиот регион. Иста започна на 12 јули и опфати 58 села во сите 4 општини од Струмичкиот регион, и тоа 17 села во општина Стромица, 14 села во општина Василево, 15 села во општина Босилово и 12 села во општина Ново село. Секое село беше посетено по 2 пати. Вкупно беа администрирани 7430 дози од кинеската вакцина Синовак и резултираше со 2913 целосно имунизирани граѓани, а 1604 ги чекаме во пунктот за ревакцинација. Исто така, 200 души беа вакцинирани во домашни услови, кои што се неподвижни и истата продолжува. Најважно е што теренската вакцинација се одвиваше со добар одзив. Некои села дури изненадија, па мора екипите да се враќаат по нови залихи на вакцини, бидејќи не им стигна во моментот, но битно е што свеста кај граѓаните е подигната и дека вакцинација се одвива непречено досега. Независно од теренската, успешно тече и вакцинацијата во домашни услови. Со неа се опфатени изнемоштените и лицата кои тешко се движат. Досега на овој начин биле имунизирани 200 лица, но процесот продолжува и понатаму, се додека има потреба и интерес од граѓаните. Непречено продолжува и слободната вакцинација која до крајот на месецот ќе се реализира во спортската сала на училиштето Никола Вапцаров. Од 1 октомври аплицирањето на вакцините ќе продолжи во амбулантите на службата за спортска медицина. Досега во Струмичкиот регион вакцина примиле над 47400 граѓани. Од нив 25260 добиле само една доза, додека пак 22176 граѓани се ревакцинирани. Месец октомври е месецот кога се обојува во розово, односно започува борбата со ракот на дојката. Струмичките жени кои што го победува ракот, заедно со сите жени од земјава, на ниво на цела држава, одржа и марш кој што поминаа низ неколку струмички улици. Во продолжение изјавата на претседателката на Сдруженијето од Струмица, Кети Филчева. Почитуване, ви посакувам топло добре дојде на централниот настан кој го означува почетокот на националната кампања за борба против ракот на дојка во Македонија, а со тоа и го најавуваме октомври како светски месец посветен за борбата против рак на дојка. Огромно е моето задоволство што после 14 години посветена работа настанот Напред Розово стана препознатлив и придонесе за мобилизирање на сите граѓани во Македонија и обединување на сите кои ја преживеале болеста, нивните семејства, пријатели, со цел да се подигне свеста во борбата против ракот на дојката. Пандемијата со COVID-19 го потресе светот и здравствените системи и имаше големо влијание врз сите луѓе, особено кај пациентите кои се борат со ракот. Сериозно се нарушија не само македонските, туку и сите статистики на глобално ниво. Па минатата 2020 година се забележа пад на приближно 40%
на ново диагностицираниот рак на светско ниво. Тоа значи дека голем е бројот на недиагностицирани пациенти кои би можеле да развијат болест во касен стадиум. Свесни сме дека здравствените системи се под голем притисок поради пандемијата и дека глобалната криза се уште не е завршена. Но податоците ни покажуваат дека треба активно да превземеме акција, решавање на прашањата во однос на третманот и раната диагностика, ако сакаме да ја менуваме статистиката за смртноста од рак. Ние во борка подготвени сме и ги поддржуваме институциите во напорите да им помогнат на пациентите со рак, а посебен акцент на продолжување на скрининг програмите за рано откривање, бидејќи кај ракот на дојка раната диагноза спасува живот и е клучен фактор во успешно лекување. Да се обезбеди континуитет во доделување на таблетарни терапии, особено кај пациентите кои живеат во другите градови, и да се децентрализираат некои од онколошките прегледи од Скопје во Битола, Тетово и Штип. Да се обезбеди напречно следење на болеста, што подразбира навремени и достапни диагностички процедури и да се избегне долгото чекање на термини. Да се вложат сите напори за да се осигура дека услугите за рак не се нарушени, новите терапии кои не се на позитивната листа во моментот да се достапни за нашите пациенти, да бидат ставени на листата со цел да нема пречка, чекање на тендери и недостаток и доцнење на терапијата која за нив значи продолжување на животот. Во овој момент, во 16 градови во Македонија, некој се слика со розова маичка, некој дели флаери, некој трча, некој чекори со розовата панделка, за да ја покажеме поддршката на сите борки. Големи, мали настани за големите борци, за сите оние кои преминаа од другата страна на стравот и решија да се соочат со ракот и да дадат поддршка. Напред розово е успех за сите вас, кои сте денеска заедно со нас борките. Символично да чекориме против ракот на дојка, да оддадеме почит на оние кои ги изгубивме, но и да ги поддржиме сите оние кои сега поминуваат низ оваа тешка болест. Би сакала во името на целиот тим на борка да се заблагодарам на сите наши поддржувачи, компании со високо развиена општествена свест, што ни дадоа поддршка во овие тешки времиња. Би сакала да упатам благодарност до општина Струмица, до градоначалникот Коста Јаневски, до сите фирми што ни помагаат, како што се Цивика Мобилитас, Моцарт, Мермерски комбинат Прилеп, Витаминка, Телеком, Медикал Фарм, Рош, Авон, Конфи Ангел, Кожувчанка, Медикус Хелп, Ебана, како и на сите добри луѓе и волонтери кои со своето учество помагаат на нашата мисија. Сите ние борки од сите градови на Македонија ви се обраќаме со истата порака, бидејќи веруваме дека овие пораки ќе потикнат промени и заедно ќе ја менуваме статистиката на смртноста од ракот. Почитувани пријатели, медиуми, доктори, политичари, свесни сме за бремето кое го донесе ковидот, но пациентите заболени со рак не смеат да бидат заборавени поради пандемијата и секој од нив заслужува персонализиран пристап на времена терапија. На крај би сакала од срце да се заблагодарам на сите мои борки кои покрај целата болка, страв и неизвестност наоѓаат сила и надеж за да се издигнат над својата мака и да дадат своја поддршка на сите. Тие знаат дека некогаш е доволно само трошка надеж, малку среќа и само една прегратка за да ти ја врати вербата дека ќе успееш и дека повторно ќе се радуваш на секој нов ден.
Министерот за здравство Венко Филипче најави третата бустер доза за вакцинација против COVID-19 во продолжение. Го гледаме прилогот. Националниот комитет за имунизација препорачува трета доза на вакцина против COVID-19 за сите граѓани над 60 години и за сите здравствени работници без разлика на возраста и за сите граѓани кои имаат имунокомпрометирачки проблеми без разлика на возраста, најави денеска министерот за здравство Венко Филипче. Трета доза ќе се дава од производителот Pfizer без разлика со каква вакцина претходно граѓаните се вакцинирале. Третата доза треба да се приме најмалку после 6 месеци од втората доза. Граѓаните ќе добијат порака преку мој термин дека може да се јават на вакцина, а ова би стартувало од понеделник, додава министерот. Имајќи го сето ова предвид, имајќи ги предвид трендовите во делот на бројките, понатаму некои искуства од другите земји, податоците кои што излегуваат од различни научни студии. Вчера имавме интензивни разговори, состаноци со дел од членовите на Комитетот за имунизација, тие донесоа нови препораки, а тоа е дека се препорачува трета доза на вакцина кај сите граѓани над 60 годишна возраст. Понатаму трета доза на вакцина кај сите здравствени работници без разлика на возраста и трета доза на вакцина кај сите пациенти кои што имаат имунокомпрометирана состојба, исто така без разлика на возраста. Согласно сознанијата кои што ги имаме до сега, таа трета доза на вакцина треба да биде од производителот Pfizer. Ќе видиме и ќе пратиме понатаму дали ќе има и некои други препораки, односно од други производители. Дозволете да кажем уште една информација дека очекуваме овие денови и официјално Данска да ја објави донацијата од 250.000 вакцини од производителот Джонсон. Тоа е вакцина која што ќе има рок до 2023 година. Нас не помага да ги планираме количините на вакцини за следната година. И уште една работа, а тоа е дека следните денови детално ќе ја презентираме методологијата за скринингот на тестирање на учениците во основните и во средните училишта. Факт е дека има тука една одредена трансмисија, многу мала, меѓутоа сакаме да направиме еден скрининг на состојбата, поради тоа што многу често децата се и асимптоматски носители. Дозволете да детали за овој пристап, детали за методологијата, кажеме во следните денови, заради тоа што бара одредена припрема. Во држава вкупно се аплицирани 1.482.287 дози вакцини, а ревакцинирани се 703.878 граѓани. Во земјава вчера стигнале 110.000 вакцини против COVID-19 од Pfizer BioNTech кои се купени преку COVAX системот, а до крајот на годината е најавена испорака на уште 100.000 вакцини од овој производител. Филипче денеска на пресконференција кажа дека очекува Данска да ја објави донацијата од 250.000 дози на вакцини со Джонсон. Таа е единствената вакцина која се дава во една доза. А колешката Ивана Вангелова излезе на терен и ги анкетираше струмичани. Од анкетите постојат различни изјави, некои велат дека планираат да се ревакцинираат и со трета доза, некои пак се категорични дека воопшто и не се вакцинираат. Од денеска почнува вакцинацијата со трета доза против COVID-19 за граѓаните над 60 годишна возраст, здравствените работници и пациенти со имунолошки болести без разлика на возраста. Граѓаните ќе добијат порака преку мој термин дека може да се јават за вакцина. Ги прашавме струмичани што тие мислат за воведувањето на третата доза вакцина и дали ќе се вакцинираат. Значи од денеска започнува во Македонија вакцинација со трета доза на Pfizer. Дали вие би се вакцинирале доколку ви стигне СМС порака преку мој термин? Да, може, само да помина 6 месеци треба. Оти ја нема на 15 го примах втората вакцина. После 6 месеци ќе го питам докторката да видиме што. Јас оти сам имала и антитела, са вика многу имаш, оти тешко беше моето, но со кислород, со себе, со се. Со грозно нешто. Би го примала, препорачувам на сите млади. Оти да видите што се случува.
А иначе вакцините што ви като ми дали, това не е точно. Имаш симптоми нормално, вакцина ќе тура деца за нели, и дете перни има, гледаме. Па, Стигне порака преку моите. ако порака ќе се вакцинирам. Бил сум добил, ја имам тако сум добил и така. Дали вие би се вакцинирале со трета доза, од денеска започнува? Вакцинирал и трета, ама за сега ќе видам. Така, информирани сте дека нели порака треба да добиете на мој термин. Да. Би требало, ако дојде термин, ќе се вакцинирам. Дали вие би се вакцинирале доколку ви стигне СМС порака преку мој термин? Јас не сум вакциниран още ни прва. Не сум още вакциниран. Дали би се вакцинирале? Па не знам, размислувам още. У фаза на размислување сум още. Третата доза може да ја примат овие групи на граѓани без разлика со која вакцина претходно се вакцинирале, а потребно е да поминат најмалку 6 месеци од втората доза. Со последните бројки 55% од населението над 40 години имаат примено барем една доза вакцина и 31% од населението над 18 до 39 години е вакцинирано со барем една доза вакцина. На вакциналните пунктови во државата и на терен, заклучно со 24 септември, вакцинирани се вкупно 781.623 граѓани. Во државата вкупно се аплицирани 1.495.762 дози вакцини, а ревакцинирани се 714.135 граѓани. Во продолжение одиме на тема грип, сезонски грип. Лекарите велат дека и сезонската вакцинација треба паралелно заедно со вакцинацијата против COVID-19 да се одвива паралелно. Во продолжение го гледаме прилогот. Ке се повторили ланската слика, кога во земјава немавме ниту еден пациент заболен од сезонски грип. Лекарите се сомневаат за неговото магично исчезнување, дали поради заштитните мерки, маските или пак се препиша на COVID-19. Оваа година Министерството за здравство предвидува да набави 40.000 дози на 4 валентни вакцини против сезонски грип. Епидемиологот од Гевгелиската болница Олумчев конкретизира: оти нема потреба да бидеме загрижени од сезонскиот грип. Грипот не најде простор да изврши еден масовен интерхуман трансфер помеѓу популацијата. Сезонската вакцина за грип очекувам да се исто оваа година да се аплицира час поскоро, според мене тоа би било подобро да се направи. Каква ќе биде овогодинешната слика со заболени од сезонски грип за сега останува непознато, но сигурно дека нема да изостанат респираторните заболувања. Акцентираме сите заболувања дека ни се сезонски, не можеме ние сега само ковид да го ставиме како сезонско заболување или како најактуелно заболување во моментот. Ќе ги имаме респираторните заболувања, астмата, хроничните респираторни заболувања, грипот ќе ни биде тука, можеби ќе ни дојде уште некој друг вирус, така да мораме да бидеме подготвени. Ако се земе во предвид дека до вчера во Гевгелија со прва доза се вакцинирани 11.708 граѓани, а ревакцинирани 9.101 и фактот што во Гевгелија се вакцинирани околу 64% од населението со една доза е меѓу најуспешните во земјава. А каква е ковид статистиката во Гевгелија и состојбата со ново позитивни вакцинирани од колешката Ивана Вангелова? Во Гевгелија е ниска бројката на вакцинирани лица од 12 до 18 годишна возраст. Лекарите велат дека иако во повеќе наврати вакцините се покажале безбедни, не знаат што е причината за слабата заинтересираност. Тие велат дека во Гевгелија досега немале смртен случај на заболен од делта сој вирусот, а да бил вакциниран. Некада на вакцинирани лица на возраст од 12 до 18 години се уште не е сериозна бројка, значи немаме голем број на лица вакцинирани во таа возрастна популација. Причините навистина не ги знаеме зошто е така, затоа што вакцините во повеќе наврати не само што се покажа дека се безбедни, без несакани ефекти, посебно несериозни несакани ефекти, него се навистина сериозна бариера за заболување на лицата кои што се вакцинирани со новиот делта сој, а посебно дека и ако заболат се работи за лесна клиничка слика и до сега, што е најбитно, не сме имале смртен случај на заболен од делта вирусот, а да бил вакциниран. Инаку, од почетокот на епидемијата во Гевгелија досега имало заболени 2362 граѓани, а моментално се активни 79 лица.
Не занемерувајќи ги останатите заболувања кај луѓето, па и кај децата, зборуваме на тема вируси кај децата. Во продолжение, прилогот што следува. Стомачен вирус проследен со висока температура, повраќање и диареа е причината што деновиве се преполнети лекарските ординации. Вирусот различно се манифестира кај секој, а трае 2 до 3 дена. Педиатрите велат дека освен цревните инфекции, деновиве често се застапени и бронхиолитите кај децата. Проливастите или вирусните инфекции на цревата обично ги предизвикуваат, како што реков, вируси и тие обично се јавуваат во летниот период, кога е топло, но оваа година точно е дека вирусните инфекции, особено на цревцата, се доста застапени кај децата токму во овој период, иако веќе гледате и сами дека температурите веќе не се летни, поточно не се високи температури. Моја предпоставка е дека минатата година, кога децата не одеа на училиште и кога не беа во градинка, имавме мирен период и беа изолирани. Меѓутоа, после летниот период, кога се отворија нели и дискотеките и овие кафињата, кафулињата, парковите и кога почнаа меѓу себе почесто да се дружат децата, игротеките, што е многу битно, почнаа да се јавуваат инфекциите кои што и не се карактеристични за тој период. Меѓутоа беа децата доста болни. Овој тренд продолжи во септември и сега се доста присутни цревните инфекции, кои што во 99% се предизвикани од вирус. И исто така се јавуваат, еве нешто ја забележав овие денови, бронхиолитите кај малите деца, кои се исто така вирусни и кои што обично се јавуваат некаде околу декември, јануари, ноември, значи во зимските периоди. Меѓутоа, оваа година нешто порано не се појавуваат. Па започнува прво детето, знаете, родителите кои ги дојдат да кажат дека започнува со едно повраќање, кое што е репетирачко, значи неколку на број. Ако еднаш детето повратило, не треба веднаш да се носи на лекар, се разбира, треба малку и домашна нега, да се внимава на исхраната, пробиотик, меѓутоа кога повраќањето е репетирачко, значи кога е повеќе прати на број, карактеристично е на децата што веднаш оние умалацуваат. Тоа е една карактеристичен знак кај децата и тогаш треба да се види, да се посети лекар и тоа е првиот знак. Болка во стомачето, а покасно се јавува и проливасти столици. Педиатрите советуваат ако состојбата се влоши децата веднаш да се однесат на лекар. Во меѓувреме, родителите да се обидат да не дехидрираат децата доколку имаат стомачен вирус. Ви благодарам што и оваа среда бевте заедно со ТВ Ординација. Останете и понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.